Основното јавно обвинителство Скопје информираше дека од специјалното јавно обвинителство ги побарале кривичните предмети во јавноста познати како Маѓар Телеком, потоа предметот против Зоран Верушевски за оружјето, за што е осуден 3 години, како и предметот за детска порнографија против неговиот син. Обвинителството смета дека специјалната јавна обвинителка не земела предвид член од законот каде се наведува врз кои предмети ке може да преземе контрола, односно каде е јасно определено дека обвинителот од тоа јавно обвинителство ке биде овластен да истражува и гони кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Се додава дека предметите што се бараат не се поврзани ниту пак произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, па од тука со таквото барање се пречекорани овластувањата што на јавниот обвинител кој раководи со тоа обвинителство му се дадени со законот. Сепак од основното јавно обвинителство Скопје наведуваат дека се обратиле до Советот на јавни обвинители со барање Советот да се произнесе околу законитоста на барањето од специјалното јавно обвинителство. Во овој момент е важно да се каже дека проценката се уште не е подготвена. Може да биде во една или друга насока, а тоа зависи, односно, е во рацете на партиите. Изјави евроамбасадорот Иво Орав околу тоа што може да се очекува во петок, кога е последниот рок меѓународната заедница да даде оценка дали се исполнети условите за одржување на предвремени парламентарни избори на 24 април, согласно договорот од Пржино. Орав подсети дека ја оценуваат ситуацијата во 3 области за подготовка на избори и тоа прво Државната изборна комисија, избирачкиот список, во однос на персоналот на ДИК и ревизијата на избирачкиот список, второ медиумите, балансирано известување и договорот на 4 партии за медиумите, одвојувањето помеѓу државата и партиите, како и притисоци и закани. Може би се уште може да се постигне нешто. На 19 февруари во петок ние ќе ја представиме нашата проценка, повтори Орав, според кој се е поврзано со развојот на ситуацијата. Од една страна, 24 април вели е дел од договорот како ден за предвремени избори, но од друга страна има многу задоцнувања во имплементацијата на договорот од Пржино. Па така, сите страни се во право, рече амбасадорот Орав. Македонскиот председател Ѓорги Иванов денеска во Брисел ќе учествува на работната вечера што ја организира председателот на Советот на Европската Унија Доналд Туск, на која ќе се расправа за мигрантската криза. На вечерата се поканети и председателот на Србија Томислав Николич, премиерите на Словенија и на Хрватска Миро Церар и Тихомир Орешковиќ, како и председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер. Како што објави прес-службата на Туск, на средбата во Брисел ќе се разговара за последните случувања во регионот во контекст на мигрантската криза, за имплементацијата на мерките на Советот на Европската Унија, за хуманитарната помош и за состојбата и менаџирањето со надворешните граници на Европската Унија. По кратка пауза, нова инвестиција. Првата домашна компанија High-Tech Assembly Center денеска го поставува камен темелникот во технолошко-индустриската развојна зона Скопје 1. Со ова започнува реализацијата на проектот со кој ќе се отворат 300 нови работни места, напиша председателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски на својот Facebook профил. Одлуката на компанијата е доказ дека поволностите кои се нудат во ТИРС за странските компании, поточно компаниите основани со странски капитал, во целост важат и за домашните компании, односно постои рамноправност помеѓу странските и домашните инвеститори во однос на инвестирањето во ТИРС, заклучи председателот на ВМРО ДПМНЕ. Инвестицијата вредна вкупно 20 милиони евра ќе се одвива во 2 фази, односно 6 милиони евра ќе бидат инвестирани во првата, а дополнителни 14 милиони евра во втората фаза. High-Tech е компанија која е добавувач на голем број светски компании од автомобилскиот сектор. Произведува електронски печатени плочи, кои во целост се наменети за пазарите во Германија, Швајцарија, Велика Британија и скандинавските земји. Светската здравствена организација денеска објави план за сузбивање на вирусот Зика, вреден 56 милиони долари, кој опфаќа зајакнување на надзорот на неговото ширење, контрола на комарците и брзи истражувања со цел производство на вакцина и воспоставување дијагноза.
Организацијата ќе учествува со $25 милиони во фондовите потребни за борба против вирусот, кој го пренесуваат комарците, а кој досега се прошири на 39 земји и е поврзан со вродени аномалии кај новороденчиња во Бразил. Потребни се истражувања со цел да се процени присуството на вирусот Зика во семената и другите течности во телото, вклучувајќи ги течностите поврзани со бременоста, како и за потенцијалното пренесување на вирусот по сексуален пат и од мајка на дете, се наведува во рамката за стратешки одговор и план за заеднички операции кои денеска беа објавени во Женева.